Советот за радиодифузија едногласно одлучи на ТВ канал 5 да му се извесе мерка 3 дена забрана за рекламирање и телешопинг поради емитување на промоцивен рекламен спот на 20 и 21 јуни, со што беше претрошен законот за радиодифузна дејност. Анализата на емитуваниот промотивен спот, кој што има прилична цел да најави нова серија, покажа дека ТВ канал 5 ги има прекршено член 87 од законот за радиодифузна дејност, односно овој радиодифузер емитувал рекламен спот за само промотивни цели, кој е невистинит, што значи лажна авионска несреќа. И ја заведува јавноста, односно емитување промотивен спот во форма на вонредни вести. Има тука олеснителни и отежнителни околности. Олеснителните околности што не станува збор за нешто што се случува во рамките на вестите, завршуваат вестите на одјава. Пример джингл кој што од аудио аспект е ист како джинглот за најавите да марки. Значи, од тоа може да се заклучи дека станува за промотивна најава за реклама. Олеснителна околност е дека спикерот кој што тоа го прави не ги водел вестите. Олеснителна околност се и креативните слободи, уметничките слободи како сакате. И тоа е олеснителна околност. Меѓутоа, има и отежнителни околности кои што превагна во намерата да се изреше ваква казна. Без разлика кој како предлагал, на крајот се согласихме сите ова да биде казната, да не биде ниту 7, ниту 10 дена, ниту 1 ден, ниту прекршиш, да не битно. Отежнителните околности се дека извинувањето многу дослеше. Имаше некое време, ја во македонска телевизија имаше на 1 април, имаше наш колега своевремено кажа дека ќе се зголемуваат платите на почетокот на дневникот. На крајот на дневникот рече април Лили, со завршувањето на дневникот беше суспендирано. Но ова не беше априлска шега. Беше сериозна работа и ние сериозно се занимаваме со сето.